Учебникот по македонски јазик е изготвен пред повеќе од 10 години. Наставната програма е исто така изготвена пред повеќе од 10 години и тоа е недопустиво за еден образовен систем да има неревидирана програма по мајчин јазик, особено по јазик кој знаеме дека секојдневно се развива, се унапредува. Моето задоволство е големо, бидејќи по подолго време, како практичари и наставници, имаме можност да се изразиме, да го кажеме своето искуство. И драго ми е што ќе говорам како практичар наставник во образовниот процес, а особено бидејќи претходно бев и новинар, за кого вистината треба да има најмалку две страни. Значи, вистината е таа која не крепи, која треба да биде врв во едно демократско општество. Но вистината се наоѓа во медиумите, таа е двигателот на цивилизацијата, но за жал еден мал дел со мака се пробива низ годиниве, низ овие нереформирани наставни програми. Медиумите се тие кои го шират напластеното знаење, го креираат, ја движат демократијата и затоа се неопходни во сите сегменти на едно модерно општество. Во основното и средното образование постои медиумска култура, скудно сместена во едно поглавје од одредени предмети, маргинално третирана и функционално застарена. Не попусто учениците се вез ден со телефоните в рака, што е доволен индикатор дека подитно мора да се менува начинот на учење и восприемање на напливот од информации кои го движат светот. Недопустливо е да се употребува истата наставна програма и учебници, кога знаеме дека јазикот се развива, во денешно време и рапидно бргу благодарение на импактот од медиумите. Затоа е потребно медиумската писменост да се имплементира во образованието паралелно со описменувањето на учениците, зашто спознавањето на вистината е главната алатка што го чини човекот моќен. Тука треба да се акцентира и содржината на наставниот материјал во предметите што се изучуваат во училиштата, кои почнуваат да ги губат контурите востановени во едно друго време. Доаѓа до преплетување на темите од збиднувањата во историјата, градењето на граѓанското општество, развојот на јазиците, уметноста. Тоа возможува компаративна употреба и проучување на информации од медиумите, со што наставната содржина може да се изучува интегрирано. Се разбира, за тоа треба да се изготват наставни програми кои треба комплетно да имплементираат и медиумската писменост. Ресурсите од знаење ни доаѓаат од медиумите, но тоа ја отвора и темата колку наставниот кадар е подготвен да ги восприеми, да ги селектира, да ја утврди нивната веродостојност и употребна вредност. Студиската програма на наставничките факултети се тие кои треба да го иницираат процесот на модернизација на општеството. Поразително е сознанието од тестирањето на кандидати за наставници од наставничките факултети со дискутабилни елементарни знаења, вклучувајќи и тука медиумската писменост. Квалитетното знаење се потешко допира до учениците. Застареноста на техниката, компјутерот за секое дете, како што беше наречен, е само еден сегмент кој служи како оправдување за медиумската неписменост во моментот. Наставниците се оставени сами на себе и на својата креативност да употребат модерен ресурс, за да направат интересен час, каде учениците нема да посегнат по мобилниот телефон. Терминот ИКТ, односно информатичко-компјутерската технологија во наставата, остана како покритие дека нешто се работи на компјутер онаму каде има интернет. Одредени модели се превземаа во нашето образование, без да се размисли дали тоа може навистини да се имплементира на час од 40 до 45 минути, со 7 или 8 различни часови дневно, и каде е тука местото за креативност. Наставниците ентузијасти, кои сакаат да бидат во тек со модерното време, работат проекти со активна вклученост на медиумите, пред се, благодарение на можностите што ги нуди програмата Еразмус, но и одредени странски фондации на владени организации. Мал број на училишта имаат свој веб страници
кои сепак не треба да служат само за општи генерали. Наставниците посетуваат обуки, обично за некое ново оптеретување, но малку за имплементација на вистински новитети од науката. А зборуваме за кадар кој работи на описменување на најмладата популација, која треба да се вклучи во општеството размислувајќи со својата глава, неподложна на манипулација, на корупција и на предрасуди. А тоа може само со влест на медиумите, без забрана и цензура, со вметнување на воспитната компонента во која борбата против лагата и дезинформацијата треба да биде водечка. Ерозијата на моралните вредности мора да биде сопрена, меѓу другото, и со влијанието што доаѓа од медиумите.